Още цвекето от сватбата беше свежо. Това цвеке се фърли, после друго се донесе па за погреб. Сватбата беше на 10 юни. И щом помина сватбата, понеделник имаме тук едни адети, кравайче кръщаме по гачета шо е. И у вторник он веке сакаше да си оди. И аз му викам: Николчо, добро, поседи 2-3 дена, немаш ли одмор? Не, викам, ама морам да ода. Има, вика, много ранени. Сите сме, вика, от кръв и от месо. Трябва, вика, да се минаме. Не може, вика, едни да са там, други, вика, да уживат. И у вторник он си ойде от тук. У средата веки са бил, за Радович ойде, а у средата он е бил веки там. И това на 13-ти ден после сватбата, на 23-ти, това се догоди. Он е бил дежурен. От четвъртък се яви тук, аз била съм на пазар. Четвъртък ни е пазарен ден. Беше се чул с татко му и брат ми бил тук и с брат ми се чул. Вечерта пак звони. Мамо, вика, сакам с тебе да се чувам, с тато правихме обед, вика, сакам и с тебе да се чувам. Чухме се. Викам: шо работеш? У касарната съм, не се секирай. Дежурен ке бида. Викам: како секоја майка. Викам: пази се, синко, и касарната не е много сигурна, ако не си на това. Не се секирай, вика. И толкова. Вика: в нощи се явува днеска, вика, не е. А викам: дека изгледа, вика, на терене. И кой ми кажа: оте е на терен, аз веке оладнех, викам. Шо ме на терен, това се знае. Аз вънка бех нещо сладко варех тай истия ден. И тук една комшика вика: тета Македонко, много е лошо. Много има ранени, има и много жертви. И аз веке паника ме фана. И чекам само да дойде за вестите да се слушат. После по телефону, кога ми подзвония, и аз се явувам, а чеках да чувам вести. Вести не дадея. От 12 саато вести не дадея. Тук само жална музика, опери. И викам: шо е сега, вести не дават. А тук веке се е знаяло от 11 саато. Знаяли са другарите от Никола загинал. А аз нищо не съм знаела. И събалето от 2 саато дойде
инспектор тука што е на това, на полицијата. Ојдел каде кумата, вика како да им соопштаме. Мене вика не ми фаќате, јас нек не сам венчавала, сега вика додам такво да кажувам, не можам. И тај комшија му е там на еден од мажо ми братучет. Вика ќе дојдеш ли со мене, ќе дојда. Отвори, вика, кога се јавија веќе на телефону, јас отворих вратата и кога видех него, викам нешто лошо со син ми да нема. И тај братучедо вика лошо е. Само тоа ми го рече и јас веќе сам паднал. А тука било и болничка кола имало, и се имало, ама јас ништо не сум видела. И кога мене свестија, јас сам веќе у собата била, бех на кревето. И само почнах да викам Никола, зашто си го синко живото даде. И после длго време со лекови, со такова, ама маката си е мака, ништо не спречува, ни инекции, ни ништо. А мажо ми качил притисок, него никој не беше го. Тука една комшика кога го видела, оти почнал да се занесува. Викнала го премерила му притисок, високо е бил. И му беше да дела нешто, некој апчиња, оти и она со удар беше таа жена. И после пред годините викам оди на доктор, не ми треба живот, не ми треба живот. И ја додех дојде, не му треба живот и стварно не ни треба. Не ни треба, ама и маките не са лесни да се поднесуват и да се трпат. Само се разболе. 6-та година почна, пред годината на детето. Он мозочен удар добија и далечко јас не саках да оде у полиција. Имаше желба за униформа. Маму вика, бар право ки се вработам, вика. Ојде у Сараево, заврши 8 оделение. Ојде у Сараево. Од тамо почна државата да се распаѓа. Маму, шо да правам? Викам, ки си дојдеш. Маму така не ни пуштат. Јас од тука звонеј. Шо е работата, шо да правиме со децата. Еден од мајка роден вика, госпожо, од дека се јавуваш? Викам, од Берово. Слободно ми дума и вика македонски. Јас вика бех у Струмица на работа и ке се разбереме. Викам, син имам таму. Вика, шо да ти кажам, македонските деца се повлечуваат. И оттам кога не биде, он дојде и право у центару беше, ојдел у Скопје сам. Вика, мамо, мен тука ќе ме примат и јас вика ќе одам полицаец. Ти си прво дојди дома да видам и како што не, вика, јас ќе одам полицаец, вика. Тука вика да завршам гимназија, после вика ќе не можам на факултет, сиромаштието силно. Не можам, вика, да одам на факултет и шо ќе работам. А така вика ќе се вработам, ќе си бидам свој човек. И јарно така испадна, убаво се, ама ја това го спречи. Не може ни на живото да се нарадува. Он од живото ништо те познаја. Немаше пуни 25 кога загина. Тие са судбини тешки, да не дава Господ да врли душман. Како го него потрефи и како го... не знам. А беше примерен. И ученик беше примерен. И работник беше примерен. Пофалби имаше и од командири. Ама живот немал. Среќен беше.
Мамо, татко ќе се сторам, оти знаичката беше бремена. Се беше убаво, ама он това некој доживеа, не виде ништо. Детето си расте, детето си јарно, ама он не го виде. И нели викаш, бабо, на небото, па нека дојде с некој авион да го видам, ти да виж какви молбети ми прави, бе. Абе, срцето ми кине као оваки. Иначе дете беше послушно, мирно, тихо, пораснапа, друштвен, пријатен, друштво, другари. Неговите другари, макар беше он сиромах, се беше с видни деца на видни луѓе. Секакви моменти е имало, татко му беше под стеча, јас не вработам, на пари нема. Охрид беше на работа, за поблиску да биде до нас, до девојка, шо биде, ојде от игрите. Му виках, Николчо, опасни си ти работи, мајко. Не оди от игрите, не бе, мамо, јас сам решил, вика. Добро. За среќа примаа го таму, а испадна несреќа. Желбата му се исполни, шо го примија, ама мојта не се исполни, оти го изгубих. А како биде, шо биде, дадоа си ги животите без никаде ништо. Така, за ништо. Мајката му била фрли униформата и оди си дома, тие шо са баркали работата, они нека се борат, нека си ги дават животите, ама не са луди. Нашите деца, сиромашците деца. Оти не може да одем на факултет, нема со што, ајде, полиција. Ако е било се, ама не имало кој да поведе рачун од тие деца. Кога слушах прво на една емисија там, Бучковски там, тај таму, децата са биле на милост и немилост оставени, а они са били у хотелите. Правата истина. А правата истина ние, фала Богу, не ја ни знаеме. Некој ни вика, нашиот син е утепан од граната. Некој ни вика од ти резервисти некој ти вика така, некој ти вика другојаче. Правата истина ние още не ја знаеме. Јас правата вистина не ја знам за син ми. Како е загинал? Дали е со глава? Дали е без глава? Само јас многу лошо направих, што не го отворих ковчегот да видам што има унатре. Още се каам, още ми е тешко на душата. Требаше да отворам да видам што има. Нема локација. Ке се најде локација, ке се почне. После викат ке бидат за знајни и незнајни. Родителите со тоа не се согласија, од изнајни се знаат нашите деца се знајни, а незнајни се албанците. И не може са нашите што са се бранили од тие и тие што се ги тепали да бидат на едно место. Не е вред. Плюс това, рекоа оти ке у секој град дека има загинати бранители, да има спомен обележие. Дали ќе биде улица, дали ќе биде нешто, било што, важно да се обележи, да има спомен обележие. Секаде има, јас ај у Струмица ќе се граде за Јанев и за това од едно друго село таму Китанов ли како. Само у Берово нема. Само у Берово нема спомен обележие. А у Берово е Никола од това Зоран и тај Димитар, ама добро, они у Штип живеа, там може да има, а тука нема. У Берово нема ништо. Јас захтевам како мајка спомен обележи обавезно и у Берово да има. А кој ќе го направи? Дали
општина, дали држава, да се знае од е за таа Македонија дадат животот негов. Јас мажо ми кога се разболе, он беше многу агресивен, беше страшно нешто, неподносливо. Ојдех при нашиот градоначалник да го молам на колец, некаде да се најде место, да се најде нека установа, додека се малку смири да поседе таму. Он не сака да ми излезе у сусрет. Јас тие години, колку сам мајки поминала, колку сам престрадала, само јас знам. А јас кога ојдех при него, он на телефонот си ме обед правеше дека да оде на ручок. И шо можам јас сама да направам? Шо за такви родители немаше кој да се погрижи, нема кој да излезе у сусрет. Јас имаме ние дадено там по едно такво на здравствената книжка. Ама од се това немаме ништо ние. Ние се плаќаме. Јас секој вечер, ако не преку вечер, јас лекар и викам дежурно да доваѓам. Јас го се това плаќам. Јас го се това плаќам. А Боже сме ослободени од партиципација со тај документ. Не е истина. Се плаќам, сите лекови у аптеката оди, нема ги на рецепти, нема ги на таа листа што треба да се земат. Утепана сам со пари давајки за лекови, за да се најде нешто од четото и дело, ама барајон да не се маче. Ама нема. Никој не ни излезе у сусрет. Никој. И по сите маки од 2001 до ден денешен, како врвна иронија, доаѓа пресудата на Врховниот суд од 2006 година, со која семејствата на загинатите припадници на безбедностните сили, како и ранетите припадници, кои со пресуди на основните и апелационите судови добиле обештетување, на име незаконско збогатување, парите ќе треба да ги вратат. И са Божем тужаме нешто, ама тешко. Тие судиите викат и тие што се земале треба да го вратат. А некои се земали. Кога дојде да му го земе, нека дојдат, нека се пофалят. Некој изгубил чедото и му дадели некои пари таму, пошто, зашто, и он сада да им ги врате некој пат. Да се вратат парите за загинат син, за вечната ожалостеност и тага. Да се вратат парите за загинат сопруг, за прерано изгубената љубов, за кревко детство без татко. Да се вратат парите за раните што сега повеќе печат. Тоа е пресуда на судскиот совет. Нечуена и невидена никаде во светот. Парите ки ги вратат, ама нека им ги вратат чедата. Од нашите деца за ништо си ги дадоа животите. За џабе си ги дадоа животите. За Македонија, а Македонија дека е? Това не е држава, како држава. Да мислеш оти за државата, живото си го дадел. Шо една држава нема слога, нема... Да не може да обстане едни со други, се крадаме и се лажаме. Шо сакаме повеќе? Некој толку пари земал, некој това направил, некој това... Как гледаш на телевизорот да се згади. По 5-6 коли, по 10 стана, по не знам шо. А да сака лесно можеше да решат за сите подеднакво. А они на некој дадеа и со рака и со шака, на некој ич, никаде ништо. Дали мојот син не е бил толку заслужен како некој други. На секоја мајка е чедото мило. Ама треба правилно да се гледа. Да се гледа оти сите за иста намена си ги животите дадеа. Македонија да бран.